Денес прочитаниот апостол, браќа и сестри, е кратка икономија. Икономија многу пати сме го потребувале тој збор во словенски превод и од грчки секако е икономија, а не економија. Економија е западен збор и кој во главном се употребува за економските придобивки, односно за материјалните придобивки на семејството или заедницата. Меѓутоа, икономија доаѓа од елинскиот збор што значи икос и од таму ико, значи номија, а тоа значи уредување на домот. Икос е дом на грчки. И затоа денес апостол Павле во неговото послание до коринтијаните многу накратко го покажува тој начин на кој ние луѓето се спасуваме, ама не по собствена сила, туку по силата на Господа. Тој што направи за нас, тоа е спасително за нас. А што направи? Накратко вели: ви напоменувам, браќа, за благовестието што ви го проповедав, кое вие го примивте и во кое стоите. Значи, апостол Павле проповедаше токму ова кратка икономија кај коринтијаните и им вели: вие го примивте тоа, дека тоа е така. Тоа е многу важно, тоа е во суштина прашањето на верата, дали ќе го примиме она што ни се нуди како спасение. Оти многу спасители има овој свет, велат дека е некој философското учење не ослободува и не спасува. Друга религија вели Буда не ослободува и не спасува, не носи до нирвана. Ама апостол Павле го проповедаше она што го направи Господ Исус Христос. И затоа го викаме тоа икономија. Вели накратко тоа го направи. Преку него се спасувате. Значи, преку тоа учење што тој им го пренесе на коринтијаните, го примаме и ние секако. Ама преку тоа учење се спасувате. Не се спасувате ниту преку некое философско учење, нити преку Буда, ниту преку некој кој се нуди како спасител на овој свет. Освен ако не сте поверувале напразно. Значи, остава протоа апостол Павле да не биде диктатор. Диктаторови вели вака и никако поинако. Апостол Павле ослава на слободата на коринтијаните. И сите до ден денес, гледате 20 и некој век после Христа, ние слободно го преме. Зошто не е преполна црква за сега? Ако беше на сила, градоначалникот ќе ги собереше, може би, од дома сите, ајде на литургија. Не, толку, колку што се толку доаѓат на литургија, затоа што врвот на човечноста е слободата. Ако ја наудне слободата, само да биде слободен човек телесно. И во затвор може да се биде слободна. Јас имав една книга, ја напишав, кога бев во затвор, слободата во затворот. Зашто слободата е духовна категорија. Таа не е телесна категорија, те затвори некој во картер да те затвори и самет да те остави да бидеш во таа просторија, пак можеш да бидеш слободен. Зашто слободен го прави човек е Исус Христос, а не го прави некоја друга категорија. Зашто најнапред ви го предадов она што го бев примил,
дека Христос умре за нашите гревови. Ова е најважното. Ништо друго поважно од ова нема. Прво, да умре некој за нашите гревови. Ние грешиме, си правиме екскурзии, што се вели, а некој заради нив да умре. Каква не може да долови човек таа димензија на љубовта. Ама само Господ може да има таа љубов. Да го сака човекот и светот во кој живее толку многу, да се жртвува заради тој свети и тој човек. Ама најважно од сето е да сватиме дека без таа жртва ние не можевме да бидеме искупени, ослободени од гревот, ке си живееме во гревот. Господ како да ни ги отвори очите, доаѓаше кај секој од нас поединечно и доаѓа, и кај новородените сега ќе доаѓа. И ќе им ги отвори очите, ќе им вели, чекај, ова е најважното во живот. Може да бидеш богат, може да бидеш сиромак, може да бидеш учен, може да бидеш неук. Може да имаш различна категорија и статус во овој свет. Ама најважно од се е да го примиш ова учење, дека некој за тебе се жртвуваше, ама тој не е било кој. Тој Христос воскресна од мртвите. Значи има сила да себе си да се воскресне, ама има сила и над да не воскресне. Ете, тоа го викаме накратко икономија. Значи, предходно икономија, дека тој дојде во овој свет, поживеа, ни остави науката, што треба за спасение, ама не остана само на тоа, туку беше распран заради нас. И воскресна заради нас, да нас ни го отвори патот до воскресението. И после воскресението, кажува апостол Павле, му се јави на Кифа, а тој е апостолот Петар, им се јави на другите 12 апостоли и на братот Господов, кој беше епископ тогаш во градот Ерусалим. Значи, не е нешто тој скришно, беше распат јавно, скришно воскресна, како што вели писмото. Никој не го виде кога воскресна, никој. И да не остави така, ама воскресна, да мислиме ние или не воскресна. Не, туку го видоа апостолите, а после вели апостол Павле, уште 500 луѓе го видоа, дека тој и после смртта е жив. Тоа е спасителното. Тоа е само Господ може да го направи. И тоа е најважната лекција во ова што го викаме икономијата. Затоа и апостол Павле толку кратко им се обраќа на колосијаните, на коринтијаните, извинете, а во суштина во таа краткост има огромна содржајност. И вели, после ми се јави и мене како најмал. Нормално и секогаш да се трудиме, да го користиме тој речник кој го добиваме од посланиците. Апостол Павле не е најмал апостол. Да речеме, меѓу првоврховните го славиме. Сега, скоро помина пред 2 месеци празникот на Свети Петар и Павел, кога го славиме и апостол Павел. Ама тој за себе били најмал. И така е згодно, и така е прилично кога се обраќаме кон било кого во семејството, на сопругата, на братот, на сестрата, да велиме јас сум помала од тебе. Со други зборови, така нема да предизвикаме никаква гордост кај себе и никаква желба за одмазда кај оне кој не слуша. Затоа апостол Павле го употребува, јас били најмалиот,
Како најмалиот кога нема во Новиот Завет некој поќе што напишал апостол Павле. Ние ја добиваме неговата наука и сега толкуваме неговата наука. Ама тој за себе вели најмалиот. И то вели како некој не доносче, значи ни 9 месеци носено. Зашто јас сум најмалиот од апостолите и не сум достоен да се наречам апостол, бидејќи ја гонев црквата. Вие знаете, свети апостол Павле бил многу ревносен евреин и тој ја гонел црквата. Се до оној момент додека Христос не му ги заслепил очите на патот за Дамаск и не го привлекол со силата не моќта која има Господ, туку со силата на разумот. Апостол Павле сватил, бидејќи бил добар познавач на писмото, дека тој е Месијата, тој Христос е оној кој го очекува еврејскиот народ. Еврејскиот народ уште до сега го чека Месијата. И ова гледате какви војни се водат. Сите се религиозни војни, да не мислите дека таму, не знаеш што прават овие војува, таму се религиозни војни. Значи, палестинците се муслимани, а евреите се евреи и никогаш нема помирување. Ова не лажат сите што велат дека можно е да се помират религиите и да една религија да биде. Може за луѓето кои не познават нешто. Луѓето кои познават не може да направат една религија, зашто ние служиме со други зборови или на вистинскиот Бог, или на други богови, ако припаѓаме во други религии. И тогаш како можеме да се помириме? Но со Божијата благодат сум тоа што сум и неговата благодат која е во мене не беше напразна, туку се потрудив повеќе од сите, но не јас, но Божијата благодат која е со мене. Видите, голема работа. Прво да дознае човек дека она што го прави во животот, ако му се препушти на Бога, не е негово, туку е по Божја благодат. А што значи Божја благодат? Божја енергија. Господ ни дава сила. Господи, дај ми сила да го издржам овој животен момент. Му велиме. И тој ни дава. Ама апостол Павлов ни вели свесен за тоа дека не заради тој што има собствени сили издржал и направил нешто, туку се Господ му дал. Колку луѓе се сретнале во животот што имаат сознание дека Господ им дава нешто. Тие што имаат сознание дека се што имаат во животот им дава Господ, тие личат на апостол Павле. Како ова знаат дека благодатта или добрите дарови ги примат од Бога. Не се тие извор. Колку луѓе си мислат, тоа се огромен процент на луѓе си мислат дека тие се извор. Што се може би убави или не знам паметни, па затоа имаат поинакви начини на решение на проблемите. Господ, ако не даде, џаба е се. Џаба е секој обид. Затоа е свесен апостол Павле и вели не јас, туку Божјата благодат која во мене го прави тоа. Божјата благодат е важна, браќа и сестри, таја да ја стекнеме, да ја добиеме. А таја на дар се дава. Господ не ни ја наплаќа. Ти енергија, не знам, 1000 килоџули, ама ќе си платиш. Како што купуваме бензин исто. Не, Господ ни ја дава бесплатно таа енергија. Затоа што и затоа сега блага енергија, добра енергија, благодавање, благодат. Тоа е благодат.
И треба да се трудиме тоа благодавање да го задржиме, не само за себе, туку како што вели на христијанска постигма, колку повеќе ги делиме даровите Божји со другите, толку повеќе тие се намножуваат. Тоа е големината на благодатта, да знаеме да делиме со другите, зашто сами за себе не можеме ни црква да се наречеме. Црква е двајца барем или тројца, ама не е само двајца или тројца, туку цел свет, ако стигнеме да сватиме тоа дека цел свет е црквата. Црквата не сме сами. Кога е мал човек, по возраст мал велам, си мисли како оние филмовите што гледате Хари Потер, дека Господ само за него постои и него ќе му даде сила и тој ќе има моќ некаква која ја немаат другите. Но Господ, еве од ова кратко читање на економијата Божја, доволно е за да разбереме дека за сите ги сака, сите ги љуби и на сите им дава. Како да мислам тогаш дека јас сум врвот и дека мене само ми дава за да правам нешто што ќе ми текне мене. Тоа е важно, браќи и сестри, да разбереме. И така било јас или тие, така проповедаме и вие така поверувавте. Како што зборуваме, така поверувавме, затоа што вербата во зборовите Христови е верба во науката која ни се предава, а која е спасоносна. Милоста Божја да биде на вас, да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.